Забава после работа, или популарно кажано After Work Party, е настанот кој веќе неколку недели го практикува велешкиот Gentleman's Pub. Кавер бендот The Beats се најчесто задолжени за музичката подлога на овој неделен настан. Тимот на Велес ТВ онлайн ги запраша членовите на бендот како е да се свири во Велес и да се работи во еден ваков бенд кој во моментот свири преработки на доста познати светски хитови. Членуваат Славче Коцев, Оливер Тевчев, Филип Коруновски, Ане Коруновски и јас Маја Даминовска. Да бит случајно е името, не ни текнуваше искано како се викаме, слушнавме една песна у позадина и се викаме Да бит исто е име и на репертоар. Може ли да ни кажеш што најчесто свирите? Вие сте кавер бенд, свирите хитови? Да, претежно се хитови комерцијална музика, добра комерцијална музика. Претходно сите сме имали или авторски бендови или сме правеле авторски ствари. Искрено ни се свирало премногу и затоа почнавме да свириме кавер хитови. И претежно е или рок музика или поп музика, но сепак направена на некој наш начин да звучи по-рокерски, и сепак и публиката бара по-комерцијална ствар, не можеме да го свириме само она што го слушаме дома. Затоа што сите сме многу различни, сите слушаме многу различна музика. Најчесто, барем во моментов, може да се видите овде, значи во Gentleman's Pub, од пред известно време, значи од месецов, па и предходниот, почна овој настан кој се вика After Work Party, значи забава после работа, почнува негде околу 4 до 5 часот. Овде настапуваме некои 3 часа. Инаку би можеле да ги видите Битс во клубовите низ Велес како Тарантино најчесто, некогаш во паб. И така, бендот постои негде околу година до 2, не сум сега баш сигурен. Јас сум последен член кој влезе во бендот, така да пред да бидам јас член во бендот, работеа останативе дечки колку толку на репертоарот. Повеќето кавер бендови и членовите на The Beats имаат собствени авторски проекти, а со тоа и искуство со правење на собствена авторска музика. Не се исклучува можноста таков проект да направат и заедно како бенд. Ова го правиме највеќе од забава и од тоа што сакаме заедно да свириме. Инаку сите од нас до сега и активно и неактивно некои се занимавале со авторска музика. Значи дури имаме и членови кои што заменуваат одредени членови во бендот и сите сме некоја таква екипа која што се занимава и сака да работи на авторска музика, така да никогаш не би се исклучила можноста и се надевам и верувам дека за наскоро време ќе видите нешто и авторско од Битс. Значи ли тоа дека на вашите авторски проекти соработуваат и меѓусебно? Дали има соработка помеѓу членовите на вашите последни проекти? Па да, соработка од секогаш имало, само што нажалост во Велес таа соработка и таа работа многу ретко се гледа на видели. На прсти се бројат оние кои што се чуло нешто повеќе за нив отколку на таа локална велешка сцена. Се надевам дека некогаш и тоа за брзо време ќе се промени таа ситуација со музиката во Велес. Многу одамна, уште у 8 оделение составивме бенд кој што се викаше Адреналин. Таму беше Филип Коруновски и можам да кажам и Оливер Тевчев до некаде, затоа што за се што ни требаше беше таму. Претходно
исто така и Оливер беше во друг бенд, Славче моментално е во Пекинезери. Значи тоа беше авторски проект, се викаше Маја, баш како што се вика Мија, и беше чисто онака да се испроба и да се направи некоја нова ствар, без некои посебни амбиции за да се пласира некаде. Туку беше онака баш пробување на нешто ново. Гитаристот на The Beats, но и еден од менаџерите во Gentleman's Pub, Ангел Коруновски, за време на нашата посета на локалот, проповори повеќе за настанот After Work Party, кој за сега е единствен во градот. Па идејата дојде од потреба, нели, после работа да луѓето се дружат и забавуваат, нели? Работата е нешто што у денешно време ни е најголем ден од денот ни одзима и луѓето практично немаат време за забава. И After Work-от го правиме, значи, еднаш неделно, четврток го одбравме како така најнеутрален ден, за да луѓето се дружат меѓу себе, комуницираат, значи една социализација направат меѓу себе. Ако сте задоволни од фидбекот до сега? Па презадоволни сме, значи од почеток настапивме ентузијастички, не знаевме што ќе се случи, дури и беше и храбар чекорот во едно мало локалче, значи бенд најмивме, тука многу ни помогна Агролинк со значи здрава храна убацивме. Сакавме да биде едно ширење на култура на поинакво испаѓање, значи не класичен After Work, значи се служи вино од наше поднебје, значи од денеска натаму имаме склучено договор со Шато Сопот, значи тоа знаете од наш регион вино, високо квалитетно. Тука е Агролинк, значи со нивната органска храна, значи печурките и полжавите кои што се у цел свет еден од најголемите деликатеси. Тоа го правиме секој четврток и сакаме народот да навикнеме на еден друг тип на исхрана, друг тип на забава. Не мора забавата да е ноќно време, не мора да завршува со пијанчење и такви работи. Тука има баш дружба една, добра музика, значи одбрана музика, храна добра, добро вино. Кои се очекувањето? Очекувате ли ова да продолжи и каква е свеста кај луѓето во Велес? Имаат ли навика да доаѓаат на забава, освен она попладневно послеработно кафе, имаат ли интерес да продолжат и да се забавуваат на овој начин? Па стартно бевме, значи, скептици како тоа ќе функционира, но уз помош, значи, на неколку ентузијасти кои што кажав, значи ние ко газди, ете исто Тоше Вондиќов ќе спомнам, Агролинк, Сашко Крстевски исто, значи седнавме еден ден и викаме дај да направиме нешто у градов да се случува, нели? Да секој град има практично поголем, нели, веќе еден свој After Work, па направивме и тука една таква приказна. Коруновски вели дека не гледа зошто и останатите локали во градот не би го превземале овој начин на забава, кој е доста раширен во светот. Покрај The Beats на After Work Party настапуваат и други велешки бендови, па така настанот покрај промоцијата на здрава храна и локално високо квалитетно вино има за цел да ги промовира и младите надежни музичари од градот. You'll be right here by my